Ако навистина во тој период се направи сето она што го слушаме дека може да се направи од страна на ДИК, да се прочисти списокот, тоа е шанса за опозицијата и мислам дека доколку тие проценуваат дека тоа е прифатливо, дека тоа е тој прочистен список, значи би требало да еден од условите се исполнети, а што се однесува до вториот, регулацијата на медиумите, да не заборавиме, веќе сме во процес на избори и сега не важат правилата од изборниот законник. Така не да важат. Важат, сега веќе важат, значи сега во овој момент не е ни толку клучно дали ќе го имаме овој закон постојниот или ќе се донесе нов закон за медиуми, затоа што сега веќе имаме посебна ситуација и почнуваат да важат законот за избори, делот кој што се однесува за медиумите и ги регулира медиумите и како тие треба да се однесуваат во овој предизборен период.